Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Оваа емисија ќе биде еден вид продолжение на онаа минатата која што ја имавме, во која што имавме гости, неколку мина членови на Сдруженијето на пензионери. Оваа емисија ги имаме председателот на Сдруженијето на пензионери, Ѓорѓе Трпчевски. Овде со нас е и Миланка Панделеска, председател на Комисијата на избори, и Ристо Трајковски, председател на Собранието на пензионери. Ке подискутираме на новото председател. Така. Ке подискутираме за она што беше актуелно изминатиот период. Изминатиот период актуелни се многу превирања, многу обвинувања, он дел од членството. Ѓорѓе Трпчевски, во минатата емисија беа изнесени голем број обвинувања упатени на ваша адреса, како актуелен председател и како председател изминативе години. Сакаме да ја чуеме и вашата страна, која е вистината. Повелете. Благодарам на поканава, што сме поканети да учествуваме и да дадиме одговор на одредени прашања кои што се несоодветно по наше мислење изнесени и имаме обвинувања кои што не доликуваат, меѓутоа тоа е тоа. Нивно ниво е тоа на тие колеги кои што чиниле тоа. Јас прво сакам да ви кажам, че испомнам личната карта на Сдруженијево. Ова Сдружение на пензионерите функционират од 20 јуни 1950 година. Функционирало во два система. Во првиот систем бевме во една друга држава која што ни беше, во која држава се растори, меѓутоа имаме едно изграден објект, витален објект изграден за пензионерите во тоа време. Изграден е дом на пензионери. Не сакам повеќе тука да се задржам. Меѓутоа, после ослободувањето од таа претходна држава, кога се осамостоиме како самостојна независна држава, Македонија, Сдруженијето на пензионерите, во кое учествував и ја, благодарение на руководството во тоа време, успеа да се одвоиме од синдикатите. Во претходниот систем бевне во синдикатите како пензионери, синдикатот си води сметка за работниците, а ние како пензионери се одвоивме. Руководството во тоа време беше навистина со едно разбирање, учествував во тој дел, се одвоивме од синдикатот на Југославија и формиравме Сдруженија на пензионери. Во почетокот бевне многу малку, поголемки здруженија, меѓутоа тие здруженија полека се развија и станавме веќе партнер во држава, веќе имаме поголем број на пензионери. Што сакам да кажам дека не е од сега формирано здруженијево, не е од денеска или од што има подолга историја. Така. А кој е вашиот став во однос на овие обвинувања? Зошто незадоволство кај одредени членови? Видите, ние не сме јавна установа. Тоа треба да осватат. Не сме бизнесмен установа. Ние сме Сдружение на пензионери. Самиот закон за здруженија и фондации кажуваат дека ние сме Сдружение на пензионери, да се здружиме, да имаме еден вид на живот кој што треба да го доживееме до крајот на животот, да разменуваме разни мислења, коментари, да си кажуваме во тој, а не бизнес организација. Затоа викаме не сме од јавен интерес. Сега 100 можности, веќе Сојузот на пензионерите на Македонија е јавно и ние имаме можност во наредниот период да го сториме тоа и тогаш ќе може да дојдат и одредени средства кои што доаѓаат од народни, од други фондации, да помогнат да го реновираме домом кој што навистина е многу години поминато, околу од 48
од 72 година до сега поминати се многу години и многу мало имате инвестиција вложено во него, затоа треба мислиме дека и во овај дел ако влеземе дека ќе имаме одредна помош. Така. Да се продолжиме сега со господјата Миланка. Миланка, имаше, значи, обвинувања кои што се изнесуваа во јавност, дури и протести беа организирани со тоа што се тврдеше и се обвинуваше дека имало изборни нерегуларности. Што е вистината, која е вашата страна? Јас ќе почнам од почеток, како беше организирано, како беа организирани изборите. Добро, да, повелите. Бидејќи, согласно статутот на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца и препораките од Сојузното Сдружение на пензионери, 4-годишниот мандат на членовите, досегашните членови во Сдруженијето и во комплет во структурите и во местните одбори, завршуваше на 9.3.2023 година. Извршниот одбор на седницата која одржа во ноември месец му предлог даде до собранието да се спроведат избори кои што собранието на седницата прифати и предложи, уствари не предложи, него избра комисија од 6 члена со цел да ги спроведе изборите согласно статутот и насоките од Сдруженијето на пензионери. Исто така, на таа седница се донесе и собранието донесе и програма како тие избори треба да се спроведат понатака. Изборната комисија се состана, ги разгледа сите податоци што ги имавме дадени од насоките, мислам, од собранието. Изработивме унифицирани записник и унифицирана дневен ред, како би им помогнале при изборот на председателите на местните ограноци кои што ќе ги водат изборите. Исто така и со председателите или заменици од местните ограноци, комисијава се состанавме, едукативен состанок имавме и ги известивме што треба и како треба да се одржат тие избори. Им ги поделивме дневниот ред и дел од статутот на Сдруженијата. Добро. На 23.1. председателот на собранието ги распиша изборите со решение како би тие отпочнале од 8 и започнаја од 8.2. заклучно со 9.3. кога им завршуваше мандатот на претходните членови. Избраници. Да, избраници. Изборите си течеа во најдобар ред. Значи немаше нерегуларности. Нерегуларности никаде немаше. Имаше само во 2 местни ограноци, каде што комисијата ги поништи изборите, а тие нерегуларности беа присуство на членови од други местни ограноци кои не беа не требаше да бидат тука присутни и иако беа опоменати, истите не го напуштаја собирот и затоа комисијата ги поништи тие на тие во 2 ограноци. Едниот огранок во законски рок поднесе и приговор. Комисијата се состанавме, приговорот не одговараше на вистината од на теренот, го одбивме како неоснован, али укажавме 2 местни ограноци во законскиот рок да ги одржат изборите повторно. Добро. Тоа и се случи, значи во ова, а на 3 пензионери кои го има поднесено приговорот, комисијата им одговори. Значи писмено ги извести зошто се одбиени. Запазени сите законски постапки, да речеме, по статутот, секаде беа, све беше запазено по статутот. Сега понатака изборите си се завршија регуларно, без некој проблем да имаме.
али на 10.3, после завршувањето на изборите, значи на 9, комисијава на 10.3 се состана, да ги разгледат записниците од теренот, затоа што на самиот изборен состанок комисијава им ги даваше записниците, за да не бидат претходно злоупотребени. Кога ги разгледавме, записниците беа исправни, подпишани од записничарот и од двајцата оверувачи и од новоизбраниот председател на местниот одбор. Значи, сето тоа е регуларно, не е вистина дека имало изборни нерегуларности, како што обвинуваше... Така, како што има обвинувања од поедини пензионери. Тоа комплет го демантирам. На 10.3, кога го имавме состанокот, еден пензионер дошол во Сдруженијето на пензионери, односно во канцеларијата на председателите на Сдружение на Собранието, донесол отворено плико, му го дал на председателот на Собрание, во него имаше некои документи, се поздравил културно со председателите, на прашање од председателот на Собранието. Што значи ова? Едноставно пензионерот ја напуштил канцеларијата. Председателот, бидејќи во истиот ден имавме состанок комисијата, ни го даде тоа плико, го отворив, мене ми го даде, го отворив тоа плико, видов некои документи, ги запознав другите членови од комисијата и одлучивме, бидејќи тие беа неформални документи, не беа преку архива поднесени, него едноставно поставени на биро. Ги разгледавме и ако беа неформални, одлучивме под точката разно да ги разгледаме тие документи. Тука имаше едно укажување, кое укажување јас го добив и по пошта претходно, али тоа беше укажување од група пензионери. Значи, немаше напишано од кого се тие поднесени. Исто така имаше два неформални записници од одржани избори, без почитување на статутот, на соките од Сојузот, без почитување на програмата, неизвестени комисијата да присуствуваме и ги разгледавме, ги одбивме како неосновани и немаше кого да известиме. Затоа затоа што немаше немаше кој така. Комисијата на крајот си изготви извештај, кој извештај го поднесовме, тоа и по статутот, до Собранието, до председателот на Собранието, а јас како председател на изборната комисија исто така го образложив пред Собранието на конститутивната седница и така да и оние членови кои што беа избрани од тие местни ограноци се запознаја со фактичката состојба. Така. Ајде да продолжиме околу тоа. Како течеше конститутивната седница на Собранието? Ке ни кажете вие, господине Трајковски. Повелите. После завршените избори, како процес кој што траеше скоро месец дена, беа предложени 31 представник од местните ограноци на Сдруженијето и со решение од председателот на Собранието се одржа конститутивната седница на 18 март оваа година, каде што се избираше новото раководство и сите представници во органите и телата на Сдруженијето на пензионерите, на Сдруженијето на општините Охрид и Дебрца. На седницата ја водеше до тогашниот председател на Собранието, доктор Димитар Спасевски, со тоа што беше избран како председавач, тоа и по статутот така одредено, дека тој ја води седницата се до избор на ново председателство. Штом се премина на устврдување на дневниот ред, потоа изборот на записничар, оверувачи на записникот и така натаму, што е процедура која што е редовна, имаше одредени забелешки на дневниот ред од поединци пензионери, кои што сметаат дека треба да има дополнување и измени на дневниот ред со нерегуларностите во процесот на изборите што се одвивал. Но
Предлогот со мнозинство на гласови беше одбиен како предлог и се прифати дневниот ред, онај кој што беше предложен на седницата за верификација. Потоа, шом се утврди дневниот ред, започна практично избор на работно председателство. Беше избрано работно председателство од 3 членови, во кои понатаму продолжија работата со седницата. Извештајот од изборната комисија го поднесе госпоѓата Миланка, со тоа што се кажа, баш и овие сиве работи кои што и сега ги спомнуваш, и таму се прецизно кажува, и со тоа не беше задоволно одреден број на пензионери, кои што и на тоа реагира дека не е тоа точно, и бара да не се прифати извештајот од изборната комисија. Прво се даде на предлог, нивниот предлог на гласање, но не доби мнозинство на гласови, него имаше мнозинството беше за предлогот од изборната комисија да биде извештајот прифатен. Бидејќи тие и понатаму не беа задоволни од таквото гласање, бара поединачно изјаснување по секој поединечно се изјасни. И тоа беше крај кога сите се доби истиот резултат, дека негде со 18 за и 12 против беше прифатен извештајот на изборната комисија. Поради незадоволство од таквото гласање, одреден број на членови, десетина, мислам, напуштија самоволно седницата на собранието. И тоа беше мало изненадување, бидејќи потребно е сите да бидат присутни на едно такво конститутивна седница на собранието. Беше избрана, после тоа си продолжи седницата, беше избрана верификационата комисија која беше предложена од претходниот извршен одбор. Таа исто така ги разгледа сите предложени кандидати, списоците и ги утврди верификациите на сите 31 представник од местните ограноци. Шом тоа заврши, кандидациона комисија беше предложена од 3 членови, која исто така беше прифатена од собранието, а кандидационата комисија, разгледувајќи ги сите овие предложени кандидати 31, даде предлози до собранието за избор на тие луѓе во телата и органите на Сдруженијето на пензионери. Така да прво беше предложен даден предлог за избор на председател и подпредседател на собранието. За председател на собранието бев јас предложен и за подпредседател Славе Костоцки. Едногласно беше прифатено со мнозинството што беше присутно на седницата, а 20 луѓе беа присутни. Значи, полно важно можеше да се одлучува на седницата. Шом тоа се заврши, беше даден предлог за членови во извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери на Сдруженијето Охрид Дебраца, од 11 членови. Истите беа исто така едногласно со одлука утврдени. Потоа се премина кон утврдувањето на членови на надзорниот одбор. Во надзорниот одбор, кој што е одбор одговорен за финансиското работење и контрола во Сдруженијето, беа и предложени и избрани Стојковски Димитри, Ивановски Анастас и Карамфиловски Лазар. За Комисијата за статут и правни прашања исто така беа предложени и усвоени со одлука Љубе Ристевски, Кујтим Чоку и Климе Стевовски. За секретар на собранието беше предложен и на извршниот одбор и на собранието беше предложен господинот Стефан Владимиров и со одлука беше со мнозинство на гласови прифатено. За управник кој беше претходно избран уште од претходниот мандат е Драган Пандевски за клубот на пензионерите како управител на клубот.
за представници наши од Друженијето на пензионерите на Охрид и Дебрца во Сојузот на пензионерите на Македонија беше даден предлог за тројца кандидати. Тоа се Пантеревска Миланка, Димитар Спасевски и Живко Наумовски. Предлогот беше исто така прифатен и тој предлог беше испратен до Сојузот на пензионерите на Македонија. Со оглед да некои членови, што ги спомнавме сиве, беа избрани од собранието во извршен, во надзорен, во статутарна комисија. Добро. На нивно место верификационата предложи да се верифицираат мандатите на нивните заменици кои што се предложени од ограноците на Сдруженијето. Така да таа процедура ќе си продолжи и ќе биде во наредниот период, бидејќи се ова се конституира и со тоа практично се донесе и одлука на крајот за одредување функциите на воздруженијето кои ќе бидат со месечен надоместок финансирани од Друженијето на пензионерите. Добро. Така, обширно и убаво одговоривте. Би сакала да ве прашам, господине Трпчевски, во еден наш разговор рековте обвинувања пристигнуваат од група на пензионери, членови, кои што едноставно имаат за цел да го дискредитираат реномето на Сдруженијето на пензионери поради лични и бизнес интереси. Какви бизнес интереси имаат тие луѓе кои што денес ве оцрнуваат, да речеме, во јавноста? Ви благодарам на прашањето и така сакав да го истакнам ова како заклучок. Не кажав во почетокот, искрено да ви кажам, кога се самостојна Македонија во независна држава, тогаш одделено руководство во кое што знам веќе, кој го учествуваше, пензионерите се одвоја од синдикатите. А самото тоа одвојување од синдикатите останале како здружение, не останале како колегите од соседна Албанија или од другиве, кои што се мака мачат, за разлика од тоа што ние си формиравме посебни здруженија, по големите здруженија, ние формиравме сојуз на пензионери и тие станавме партнери веќе натаму. Понатаму, воведовне солидарно осигурување. Нигде го немат во ниедна соседна држава. Солидарното осигурување е не за нас пензионерите, за фамилиите. Оставаме многу нешто, а и сега оставаме на фамилиите да му се исплатуваат по 30.000 или по 500 евра. Тоа е помош за пензионерите. Тоа никој не го спомнува. Тоа не саке да го знаат дека... А јас имам учествувано во тоа. Затоа сум подолго време останал за тоа. Понатаму, чланарината, ние збираме одевне со чекчина да ни дадат по 20 денари, по 10 денари. Не се збираше чланарина така. Успеавме преку фондот на ПИУМ, преку владата, чланарината да се задржуваат на пензијата. Со изјава. Со изјава да се задржуваат на пензијата, за да имаме, за да сега се јавуваат бизнисмениве, дека сега овдека се перат пари, не знам што се. Формиравме клуб на пензионери, единствени во Македонија. Со тој клуб на пензионери сакаме да ги снабдуваме пензионерите со огромно дрво на одредено прехранбени производи. На одредени кој рок му дава рати, 10 дена, 9 дена, без каматно, не да му земаме каматно, само да ги прибираме и да им помогнеме да им помогнеме. Па против тоа пакети да може да земат месо, да земат сирење, како што и тоа веќе го прави. Тоа го заборавија одредени овие бизнисмени веќе што сакат, што се појавуваат, а тие се Настевски, Лјупчо, Крсте, Спасевски, кој што 15 години беше во ова здружение. Ако мене ми викат дека сум ја толку, а тој беше 9 години не беше ни член во ова, па го прибиравме ние, ајде шеташе по улициве да дојде. Па сега не правит криминалец нас. Никога што го немал. Затоа сакам да ви кажам, овие обвинувања сакам да се имат во предвид што е резултатот и кои сме ние како асоциација. Покрај тоа што имаме ние
развиено, не само ова, имаме развиена соработка и друга, културна, спортска, па излети на пензионерите на друго. Тоа ги забораваат тие работи и само обвинуваат, само викат криминал, само викат крада. Шо можеме да украдиме ние од 27,5 денари, 30 денари за да држуваме за станарина, 27 денари ни доаѓаат на сметкава наша, а 2,5 денари остануваат во Сојузот за обавување на функцијата и вестникот. Од кои пари, кај спомнуваат пари? Спомнуваат мито. Кое е мито? Од кого? Зошто мито? За кого мито да давам ја за домот за пензионери? Домот за пензионерите не е за мене, не е за децата мои. Немам деца ја, не е за децата мои да двомам. А тие шопрат Крсте и Лјупчо излагаат овде постојано по овие телевизии и едно друго. Тоа треба да се каже, таа е вистината. Ова е вистината што ја кажувам. Не е вистина она што тие постојано ме обвинуваат. Многу години сум бил. Јас бев 3 мандати председател. Другиот дел бев хаусмајстор или и секретар и обавував едно и друго. Тоа не го знаат Крсте убаво. Меѓутоа постојано овде ка седи твртите околу ова куќа и само дават лажни вести што не му доликуваат. Не му доликуваат пред мене, а не камоли друго да кажат. Ние сме мултиетничка организација, граѓанска организација, независна, од државата не користиме ни динар. Државата не ни плаќа нас пари, ни од буџетот на градот. Функционираме со станаринава. За таа имаме посебна комисија која што ќе каже како се трошат овие средства. Не може динар да помени ако нема фактура, ако нема документ. И како тој сега, а тој тоа го знае, меѓутоа стално потенцира дека крадиме, шо ќе украдам ја пензионери? Шо направја? Вили направив куќ, коли ќе не купили. Нека дојдат да ја видат те некоја, тоа нека што е шо. Тоа ли е начин, јас сум револтирал, или тоа ли е начин да го прикажуваат на јавно, што да ме прикажуваат мене во овие состојби, дека сум. Нека дојди да видиме и неговиот тимот и мојот тимот да видиме, да испоредиме кои што имат, а не да лати да трат. А овој бизнесменот другиот што викат, ќе ви купам автобус. Кај ки носит автобусиве? Кај ки носит пензионери со автобусиве на работа? Ние си имаме организирано излети на пензионерите секој година, кај што ги посетуваат историски споменици. Тоа автобусот сакат друга цел. Или кола ќе ни купил. Кому ќе купит кола? И затоа сакам да ви кажам, овде сум револтиран, али сакам еве да ви ја кажам ова состојба, да знаете дека овие двајца, ова што го направија, му направија само штета на ова здружение. Не заслужуваат овие луѓе тоа. Ние сакаме да се дружиме, да се сакаме, да се љубиме, да се почитуваме, да и кажеме маките, што имам ја мака, што има така, да се... И се затоа воведовме и други културни манифестации. Еве имаме, да речеме, реков, прваци бевме во Македонија, 8 години сме прваци, кај што во спортски план не може никој да не надмени. Во културниот дел, излети секој месец, во годината секој месец награнок донесуваат со преглед. Сега еве дадовне, донесовме одлука, хуманитарни пакети. Дадовне сега 90 хуманитарни пакети за помош на некои што се празници, социјално за ранливата категорија. За Великден и за Бајрам, за празниците, ќе им доделуваме сега, почнуваме од утре, ќе да ги доделуваме, договорено е тоа да му се даде. И што е тоа се? Од која се кражбава? Од кој пари сега ние крадиме? Што сум украл јас нешто да дојде да речем? Сме имале голема. Тој не може да се мешат во пензија, имале не дам пензија толку, пензијата се рашират поинаку, пензијата мене државата ми е дала. Не ми е дал тој пензија, не ми е дал пензијата. Кој ќе ми даде тоа? И тоа е зато. И она мамит да речеме дека толку земам, 13.000 земам јас само. Ништо повеќе не земам од тоа. И тоа со одлука, не е плата, не, надоместок е. Ние сме четворица со надоместок, не со плата, а не да шират вакви лажни вести.
штетно, како да ги наречам, како може да се служи за ова. 11.500. Ко се формира здруженијево, имаше 52 здруженија во 50 година, а сега имаме 11.500.000. И овие 11.500, од тие 11.500, еве сега кој остана. Остана Крсте, остана Лјупче, остана Пуфто, остана Сандре, остана и кој таму други, уште некој да не ги набројам. Тие се таа група од 5 луѓе, а од 11 луѓе, ајде и прашаме другите пензионери како се. А не фалсификат. Фалсификатот се пријавува. Фалсификатот е кривично дело. Ако ја направам фалсификат, треба да одговарам. Не сум толку за домон мито ќе давам. Па ве молам, кому ќе давам мито? На кого? Зашто? За децата ќе купам домон. Домон кошташе 4 милиони. Ние не дозволив да оди тајкуни да окупат, го дадовне, викнавне инженери од Скопје, дојдо, му дадо преценка, 30 милиони го направи цена. То го знаат Крсте, постојано што пишува тоа дека. Меѓутоа, не му одговара тоа. Сега сакал да дојде овде. Тоа е бизнисот на овие што сакам да ви кажам. Ви благодарам што ми дадовте можност ова да окажам, ама моја да разберат пензионери и го знаат пензионерите. Да. Јас кај што да појдам ме чекат како што треба со аплауз, не како нив што ги чекат. Да одат од маса по маса, да умолат, ај гласај за мен, ај гласај за мене. Не биравме ние председател на здружение, ние биравме председател на собрание на овие избори. Председател на собрание е господин Тристо. А јас сум член на извршниот одбор и кај нас не е ограничување. Мене извршниот одбор ме бират во овие години што бев. Еве и сега ме избра. А сега ме дал, ама стар сум бил многу. Па добро де, еве, ми дал Господ здравје, па што да правам сега? Пензионери, староста, никаде не пише дека е препрека. До кога ќе терам, не се знае. Ќе ме изваделе со сандук од онако, или со сила ќе ме изваделе од здружението. Аманте, која е логика? Јас сега да викам внатрешно обезбедување, ќе ме истерат овие со сила, така кажуваат. Е начин тоа да окажуваат. Јас извинувам, ама веќе претера граница. Така. А би сакате да се надополните нешто слободно, Трајковски? Не, јас како порака и апел до нашите пензионери, како новоизбран председател на собранието, би апелирал дека и би обекал, ако може така да се каже, дека нашата цел е на новоизбраниве представници, органи, тела во Сдруженијето на пензионите на општините Охрид и Дбрца, да обезбедиме што подобро живење и стандард на нашите членови пензионери во Сдруженијето. За подобра здравствена заштита на членовите, дали поевтини и со нашата организација и представниците што ги имаме во Сојузот, оттаму делуваме да има поевтини лекови и поефикасни лекови кои што ќе се бидат упатени во аптеките. И едноставно другарување со позитивен дух, позитивна енергија да се негува и позитивна мисла за она што ни останало за луѓето од трето доба. Тоа е најбитната цел на сево ова што го ние преземаме и правиме. Ние стално јас велам не смееме да видиме непријатели меѓусебно. Ние сме пензионери, луѓе, сите се знаеме, се познаваме во градот. Утре ќе се сретнеме и така. Значи треба заеднички нешто да правиме за подобро на самите нас. Да. Ви благодарам. Како највозрастни ви посакувам да дочекате пензија. Амин, дај Боже. Амин, дај Боже, сите се дочекаме. Дали Пандерска сакате вие нешто да надополните? Бидејќи првиот дел од емисијата ќе го завршиме, ќе продолжиме со втор дел со нови гости. Не, само јас ги одбивам како неосновани изјавите на, ево, председателот ги кажа кои се, поедини, значи пензионери, дека изборите беа нерегуларни. Изборите комплет беа регуларни со почитување на препораките од Сојузот, статутот на Сдруженијето, програмата донесена од Собранието и решението за распишување на изборите. Нема непотизам кај нас, нема тендери. Ние не сме
работна организација да распишуваме Да, ниту тендери државна фирма. за превозници, спомнуваат и превозници некои. Да. Ние, оние што се пријавиле на наш повик, нив ги ангажириме. И тука нема. И ние не сме работна организација, па тендер ќе распишуваме. Ако распишуваме тендер, треба веќе нешто друго да биде. И затоа Така, сега така, не разбирам. непотизам, нема непотизам. Зошто непотизам? Кој е непотизам? Непотизамот е врзан со средства, не е врзан за да помогне да работи. Тоа е. Ви благодарам многу на тројцата за издвоеното време. Сега во вториот дел оде ми повикувам реклами, а во вториот дел се враќаме со нови гости на иста тема. Еве не во вториот дел од емисијата, во која што го дебатираме околу работењето на Сдруженијето на пензионери, првенствено да ги најавам моите гости. Тоа е Димитрија Стојковски Лепи. Тој ни е председател на надзорниот одбор. Понатаму го имаме Стефан Владимиров, секретарот на Сдруженијето на пензионери, и Драган Пандевски, управител на клубот. Добре ни дојдовте во вториот дел од емисијата да подискутираме. Ајде да го започнеме нашиот разговор со вас, господине Стојковски. Голем број обвинувања слушнавме за некакви финансиски криминали и проневери. Вашиот дел е финансиското работење. Дали може да кажете која е вашата страна, кој е вашиот став на сите оние обвинувања кои што доаѓаат од група пензионери изминатиот период? Повелете. Јас би бил радосен ако наредниот сега што се избра извршен одбор, Така? собрание, да работи како што работевме ние во изминатите 4 години. Јас сите 3 дена го слушав од другата страна. Така. Меѓутоа, верувајте, не можев да истрпам на такви вреѓања. Прво, зошто се враќат повторно тој Крсте Спасевски, председател на местниот огранок, пак кај нас. Понатака. Ние како надзорен орган работиме согласно статутот. Така. Кој статут не обврзуваат кај можеме да преземеме, да кажеме, да сториме, да направиме. Свикуваме седници, бидејќи нашето здружение е доброволно здружение. Секој пензионер, ако сакат, ќе биде во здруженијето, ако не, ќе не и не плаќа чланарина. Така. Ние како надзорен орган, на основу седниците, на членовите, ние сме тројца, председател, заменик и член. Добро. Му даваме дневен ред согласно статутот член 32-33. Со дневен ред повторно избирање на записничар, на речете го, записникот го усвојуваме од претходната седница. Дали има или нема против или не. Секогаш биле одлични. Седници сме одржувале, немаме ни една промашено. Така, се согласно статут. Све согласно. Значи ги отфрлувате ли оние обвинувања? За какви финансиски криминал може да станува збор? Сега ќе ви кажам. Ние, например, носиме заклучок. Заклучок до извршниот одбор да го достави до собранието на усвојување. До сега сме немале ни еден документ вратено назад. Понатака,
Тврдите дека се работи согласно статутот, Согласно статутот ние работиме. нема прекршувања, значи неосновани се оние Писмено се обвинувања. доставуваат записникот, ево се имаме записници. Така. Понатака одиме и јас како председател одам кај извршниот одбор. Ме покануваат да го образложам се во работење на тие 3 месеци, бидејќи ние секој 3 месеци вршиме и за клубот, и за Имате здруженијето. извештаи, така, гледам, тука имате доста документи, Овие се се- извештаи, Секој може да ги види чисти. транспарентни, значи, Овие нема што да ова се скрие. прават на основу доставените материјали од финансиско-материјалното работење Така. од нашата благајничка до сметководството. Сметководството ги работите и за клубот кој се е формиран од Сдруженијето Така. како правно лице. Сите мислам, све што е поминато е овдека. Се Значи, споменува уредно запишано, Све се може да се транспарентно, види. согласно статут и може и да се приложи и до јавноста. Понатака јас како председател си водам друга сметка, Евиденција. евиденција согласно ова. Добро. Секое тромесечие колку имаме приходи, колку имаме расходи. Добро. Разлика. Не сакам да ве заварам со цифри. Не, апсолутно. И 20-та година исто, 21 година и имаме на пример остаток. Тој остаток ние го префрламе во наредниот период, За следната година. следната година. Така, ќе се користи наменски. Верувам пред да се користат тие финанси, сигурно се прави план. Све си е тоа дадено на разгледување. Јас, тие што го викаат, е вистина чудно. Викаат 100.000 евра годишно Да. добивало такви суми се кажуваат. сланарина од фондот од Скопје. Која е вистината? Меѓутоа не е точно. Колку пари са? Имаме ли бројка? Од прилика ете, колку пари се? Јас 10.000 имам бројка, евра? али не знам дали Не се треба 100.000 да... евра, колку са? Не. Така. Точно имам колку е, меѓутоа не би сакал сега да, пошто не пиша. Како мисли да? Нас чланарината ни пристигнува благовремено, досега не е ни на закаснато. Обврски према документацијава што ја добиваме од сметководството, не борчиме на никого, ни на фирма, ни на пензионер, на никој, на доместоци. Тие споменува дневници нема кај нас. Кај нас има на доместок, и то на доместок, и тие пак друго викат. Дека земале функционерите. Да, земат функционерите во сабота. Неработен ден, а во кој е работен ден не земе. Дневница плюс оно што Не, го кажуваа. на доместок тоа. Рекоа е покрај месечниот на доместок, се делат и дневници. Такво беше обвинувањето. Добро, како и да е. Ќе се навратиме повторно на финансиите. Ако може малце да продолжиме со Владимиров. Владимиров имаше и кривични пријави. Тие обвинуваат дека има кривични пријави поднесени од нивна страна, до полиција, обвинителство. Има ли нешто на оваа тема? Има ли конкретно било какво обвинение против лица, против председател, против здружение, за било какви финансиски проневери за кои што се обвинува актуелното раководство на Сдруженијето на пензионери? Добар ден и ви благодарам на прашањето. Јас ќе се обидам барем дел да одговорам на тие обвинувања, кои што одма да кажам дека се апсолутно неточни. Во ниеден дел од тие обвинувања и наводи изнесени од страна на Крсте Спасиски, господин Крсте Спасиски, кои се лажни за наводно извршени кривични дела од финансиска сфера, корупција, злоупотреба на службената положај и властување, непотизам и друго во изминатите повеќе години на работење на Сдруженијето.
од страна на Ѓорѓи Трпчевски, председател на извршниот одбор, и јас како секретар на Сдруженијето. Што е апсолутно неточно. За овие лажни обвинувања и ширење на обилози, бидејќи за тоа не постојат никакви валидни докази, факти и аргументи против наведените лица, туку напротив, Спасиски Крсте изнесува големи невистини, лаги и ширење на лажни вести и информации, обвинувања и напади кои се паушални и целосно измислени од негова страна. А се за цел да ги доведе во заблуда и замае нашите пензиери и целокупната јавност во окрит и пошироко. А со намера само да се дискредитираат, омаловажат и да му нанесат штета на угледот честа на раководните лица во ЗП Охрид ДВЦ и на самото Сдружение. Во прилог на ова тврдење, дека навистина нема никакви извршени наводни криминални, финансиски и други кривични дела од страна на председателот Трпчевски Ѓорѓи, секретарот Владимир Стефан, Стојковски Димитрија, председател на Зорнила, и Борис Недески, кој не е повеќе управител во клубот на пензиери, и Лолита Ѓоновска, благајник во клубот на пензиери, за кој од страна на Спасиски Крсте беше поднесена кривична пријава до МВР СВР Охрид во текот на 2022 година за наводно извршено кривично дело од злоупотреба на службената положба и властување, по која кривична пријава беше постапувана од надлежните органи. По извршените целосни финансиски и други потребни проверки од полицијата и од надлежното општинско јавно обвинителство Охрид, општинското јавно обвинителство, основното јавно обвинителство Охрид, на ден 7.3 донесе решение со кое се отврла кривичната пријава поднесена од господинот Крсте Спасиски за наводно извршено кривично дело од наведените лица во Сдруженијето, бидејќи нема елементи за постоење на кривично дело, ниту на некое друго кривично дело согласно законските прописи. Значи таа кривична беше отфрлена. Јас само, ево, го покажувам Да, решението општинското јавно обвинителство, да, и да се, ете, така да се види. За ова што го тврдам. Така, И што го дека е измислам. отфрлена таа кривична која што беше поднесена. Од што Спасиски значи Крсте нема- пријавител. Така. Така, значи отфрлена. Добро. Толку за тоа, не сакам да облагам многу повеќе во детали, доволно е тоа, мислам дека све е јасно. Да е, Јас сакам, ако може да продолжам, може. да кажам, исто така, не е точно дека во Сдруженијето на пензиерите Охрид и Деварца има корупција и непотизам, бидејќи за тоа нема докази и факти. Бидејќи се тоа е измислено лажно од страна на господинот Спасиски Крсте. Потоа, за месечниот парични надоместок, колку кажа председател на Сдруженијето, значи не се точни тие податоци што се изнесени од негова страна за некакви 50% од 50% од просечната месечна плата. Тоа е измислена работа. Така не се определени месечните парични надоместоци на овие тројца функционери. Туку се со одлука на Сојузот на Сдруженијата на пензиерите на Македонија и таа одлука ја доследно почитуваме. Не е точно 17, не знам какви бројки не искажуваше, не е точно. Ево јас ќе го повторам. Председателот на извршниот одбор зема 13.000 месечен парич. Јас како секретар 11.500, председател на собрање 5.000 денари. И тие се функционери кои што се платени месечни. Никои други не се платени со надоместици, туку земаат дневен надоместок за одредена извршена работа. Учество на седници, состаноци, други активности и ангажирање, си има одлука конкретно кој за кога. Така да, тоа се паушални и измислици. Според наше мислење и сознание, поводот за ваквото денесување настапи на ТВ Мики и на другите веб портали од страна на господинот Спасиски Крсте е фактот што дека во октомври 2020 година писмено по пошта му достави барање на председател Трпчевски Ѓорѓи со кој му поварала да му исплати пари во износ од 60.000 денари за некаква негова извршена до тогашна работа. Со писмото и со барањето за 60.000 денари, пари од господинот Спасиски Крсте, Трпчевски Ѓорѓи, како председател, ги информираше членовите на извршниот одбор,
кои на седница на 28.11.2020 година расправале по барањето од Крсте и донесле одлука со која го одбиле барањето негово поради негова неоправданост и неоснованост. А зошто барал пари? Имаме ли информација? Наводна, ви кажа, за некаква негова извршена до тогашна работа. А каква? Тоа ме интересира, што не, се работил и знам. зошто барал? Не знам. Добро. Значи за некаква работа. Некаква извршена не наведено претходно. каква, аха. Учествувал Значи, во разни барал. активности, во различни активности И со писмо барал пари. И тој, да, си побара ваква и тоа многу скромно. 6000 денари. Да, многу скромно. Ево го барањето негово, значи неговото барање. Ево, значи, вика вака, сиот мој труд, господинот Спасиски Крсте, во неговото барање, сиот мој труд, од блокирањето на сметката во 2013 година до денес, го оценувам како парична вредност од 60.000 денари, што е малку во однос на период ако од таа година до сега. Ова е. Не сакам целосно да го читам, нема потреба. потреба, само може да го свртите ако може да се зумира само чисто барањето. Знако со кратко, неколку секунди, да, дека барал, значи финансиски надомест за некаква сработена работа. И тоа се разгледало и било одбиено. Значи да појасниме. Добро. Со одлука на извршен одбор кој што е надлежен. Така, согласно статутот си имате вие таму седници работи и се огледа. Добро. Само што е нешто. Потоа од овој господин Спасиски Крсте следуваше негативна реакција со пишување на разни текстови и написи до разните веб портали и телевизиската куќа ваша, Ники, и во нив излучуваше и ширеше разни лажни вести обвинувања кон раководните лица, претежно кон Трпски Ѓорѓе и кон мене како секретар Владимир Стефан, за кои на дел од нив беа дадени деманти од Сдруженијето на пензионери, а воедно во текот на 2022 година поднесе и кривична пријава до МВР СВР Охрид. Имено, поради деструктивното однесување од страна на господина Спасиски Крсте, Собранието на Сдруженијето на пензионери, на одржаната 6-та седница на 27.5.2022 година донесе одлука согласно статутот на ЗП со која господинот Спасиски Крсте беше разрешен од повика и исклучен од член на сите органи на управување во Сдруженијето, во кој беше избран за во мандатниот период од 2019 до 2020. Имено тој беше член на Собрание, председател на месено Асени, председател на Комисијата за информирање и уште не знам што друго. Така. Така. Значи, Логично, да, со одлука. И на крај, логично следува дека се ово што го правеше господин Спасиски Крсте во изминатиот до сегашен период е само поради неговиот личен материјален интерес за што се гледала претходно изнесеното. Благодарам. Така. Овде е со нас и Драган Пандевски, претходно го најавив. Пандевски во минатата емисија имаше и низа обвинувања, упатени лично кон вас, значи со име и презиме. При еден наврат ги замолив гостите да не упатуваат такви, да речеме, обвинувања, особено за луѓе кои што не се присутни, но ние како објективен медиум секогаш стоим на располагање да ја слушнеме и другата страна. Ве обвинуваат дека сте управител на клубот, дека за тоа земате надоместоци, а дека клубот воопшто не работи. Повелете вашиот став. Добар ден и од моја страна. Јас накратко, во кратки црти би се задржал што фактички представува клубот на пензионери. Слободно, повелите. Во Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебраца постои клуб на пензионери. Клубот на пензионери е регистриран согласно Законот за трговски друштва на Република Македонија на 11.6.1999 година како доел со своја посебна жиросметка. Значи не е денес формиран и вчера, туку 99 година, од 99 година фактички функционира. Така. Друштвото се основа исклучиво заради помош на дел од активностите на Сдруженијето на пензионерите на општините Охрид и Дебраца. Значи, друштвото е правно лице кое самостојно и трајно ќе ги врши регистрираните дејности поради остварување на добивка. Добро. Добивката на друштвото ќе се употребува за негово позитивно работење, како и за развој на истото, но пред се ќе биде предмет за одржување на потребите и целите на Сдруженијето на пензионерите. Единствен основач и содржник на друштвото на со ограничена одговорност, на клубот на пензионерите е Собранието
на Сдруженијето на пензионерите на општините Охрид и Дебрца. Така. Потребата од формирање на вакво друштво е остварување на профит кој ќе биде исклучиво употребуван за целите и потребите на пензионерската организација. Ова друштво се формирано со следните цели: покривање на трошоци за одржување на домот на пензионерите, обезбедување на место за рекреација и дружење на пензионерите од Сдружение на пензионерите, снабдување на пензионерите со огревно дрво, месо, сирење, пакети, совместни производи и други артикли. Добро. И покривање на трошоците на Сдруженијето за пензионерите за организирање на средби, размена искуства со други организации и на Сдруженијата на пензионерите во земјата и во странство. Со одлука на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионерите на општините Охрид и Дебрца му е отстапено правото на користење на недвижниот имот и тоа на стамбениот и деловниот простор во домот на пензионерите. Добро. Сдруженијето на пензионери на клубот на пензионери Доел може со трети лица да склучува договори за закуп, подзакуп на стамбениот и деловниот простор на недвижниот имот. Така. Со посебен договор меѓу Сдруженијето на пензионерите и клубот на пензионерите, тоа е со посебен договор и тоа е регулирано и во овој момент клубот на пензионерите има склучено 4 договори, 2 со правни лица, едниот со автошколата Старт инженеринг до Охрид, другиот договор со аптеката Кам и Фарм исто од Охрид и со 2 физички лица. Така. Имена, да не ги спомнувам, имењата. Така. Во склоп на домот постои простор за дневен престој и уште 4 руинирани простори од под негде 30 метри квадратни кои не се употребливи, пошто домот е во собственост на Република Македонија и ние, односно и ни Сдруженијето, ни клубот, не сме во можност да тука интервенува, односно да. Да напомнам, околу мало финансиско работење, што беше и претходно споменато, во изминатиот период, клубот на пензионери ги има подмирено сите побарувања спрема добавачите и нема никаков долг. Ни према јавните предпријатија, дали Проаква, дали Комуналец, дали Евана и така натаму. Во овој момент сакам да споделам и некоја информација дека просторот за дневен престој веќе е отворен, функционира и работи секој работен ден од 11 до 15 часот, од понеделник до петок, во сабота, недела и во државните празници не работи. Исто, клубот на пензионери за великденските празници набави и подели, ево денешниот ден завршува, негде околу 100 јагнина, за кои плаќањето ќе се врши на рати. На рати, да му се помогне на да му се помогне на пензионерите. Од пред ден на недела, претходно имаме проблем со цената на шумското предпријатие, нема цена. Од пред ден на недела се почна запишување и со огромно дрво на ДАП и бука и се надеваме дека овие цени кои што се во моментов договорени ќе останат исти доколку владата не донесе одлука за наголемување на цените на дрвата. И на крај би сакал да одговорам на вашето прво прашање, на мојот некогашен бивши мој пријател Љупчо Насовски, за искажената голема лага за мене дека сум бил осудуван. Тоа не е точно, неосновано, без доказ и аргумент. За тоа јас, Драган Пандецки, од Основниот суд Охрид, извадив и ќе ви ја доставам потврда за казнена евиденција, во која стои јас, мислам, Драган Пандецки, соматичен број тој со улица Тајта, државјани на Република Северна Македонија, не евидентираат изречени правосилни и осудителни пресуди. Ки може, ако сакате да ја свртите, нека ја фати камерата. Ако да, свртете. Да не е со. Другото да. Фати камерата чисто да се има предвид, тоа сакав да го одговорите и да го кажете на низата изнесени обвинувања.
Добро е, да, борете. Накратко толку, ако ќе продолжиме, нема проблем. Јас би ве прашала сите дали сакате нешто да додадете или бевме јасни и мислам дека одговоривте, одговоривте повеќето на се. Јас морам да ви се заблагодарам на сите кои што денес бевте гости во нашата емисија Прашалник. Верувам дека одговоривме на голем дел од прашањата. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија Прашалник.